неслучајно го предложив овој амандман, ги зедов во предвид сите околности и моменталната кондиција и на буџетот и она што се предвидува, нели, со овој ребаланс, но сметам дека како амандман заслужува особено внимание, особено од аспект на тоа што навистина Тетово и Тетовскиот регион во моментов се наоѓаат, можам да кажам слободно, пред една голема еколошка катастрофа, имајќи во предвид, нели, за она што разговаравме во текот на вчерашниот дел околу немањето на, нели, на јавно претпријатие за транспорт на патници, односно се уште ги нема тие автобуси и, нели, оној друг инфраструктурен хаос кој што владее за жал, но покрај тој можеби што е најважно за граѓаните е тоа самиот факт што во Тетово нема депонија која што ги исполнува минималните стандарди кои што, нели, се пропишуваат и не само во нашето законодавство домашно, туку и од страна на Европската унија. Во програмата на владата за мандатот 2020-2024 година се вели на глобално ниво се погласни се препораките дека здравствената економска криза не треба да значи одлагање на еколошките политики. Тоа значи дека Македонија мора да обезбедува во континуитет средства за заштита на животната средина, особено во делот на чистење, подигнување и преработка на отпадот. Според некои истражувања на територијата само на Полошкиот регион постојат повеќе од 100 диви депонии, на кои што се одлага повеќе од 10.000, а може и повеќе тони отпад. Знам дека Македонија има национална стратегија и план за управување со отпадот, каде што се предвидени регионални депонии, но до ден денеска Македонија за жал нема ниту една депонија која што ги исполнува стандардите за заштита на животната средина. Исто така сметам дека Тетово и Тетовско како регион со висок развој му е неопходно да изгради депонија која ќе ги задоволи минималните стандарди, а ова е неопходно затоа што навистина Тетово има проблем со одлагањето на ѓубрето кој што е во огромна мера голем проблем, но и за жал до ден денеска нерешлив. Кога зборувам за Тетово, тука зборувам и за останатите општини од Полошкиот регион кои што за жал се соочуваат со истиот овој проблем. Сметам дека ние немаме повеќе време за губење. Сметам дека многу малку е направено на ова прашање во изминатиот период и сметам дека треба од некаде да се почне и дека треба точно ние да почнеме со сериозно решавање на овој проблем кој што ги засега сите луѓе кои што живеат во Полошкиот регион, но сепак решението тука сметам дека моментално проектираното решение кој што се сака да се спроведе преку регионалната депонија во Русино не е решение кое што ќе се спроведе, односно ќе се реализира во догледно време, затоа што овој проект не само што станува многу бавен, туку сметам дека уште во самиот почеток се соочува со низа на проблеми од технички аспект, од финансиски аспект, но пред се можам да кажам од човечки аспект, затоа што, како што знаеме, има големо незадоволство од ваквиот начин на решавање со регионална депонија во Русино, затоа што има, нели, секојдневни протести на незадоволни граѓани кои што сметаат дека оваа регионална депонија би представувала една еколошка атомска бомба за тој регион. Таму и искрено не знам како ќе прозвучи, но се согласувам во голем дел со мислењето на луѓето кои што не се согласуваат дека Русино е единственото можно решение за целиот регион и затоа можеби би требало да се размисли на парцијални решенија кои што ќе опфатат неколку општини, а не само една општина да биде, нели таков центар, епицентар за одлагање на ѓубрето. Како што кажав, Тетово за жал прерасна во град на диви депонии, никнуваат секојдневно дивите депонии, и сметам дека тој е резултат на немањето на систематски приод
во решавањето на овој проблем и дека само да се подсетиме, пред 3 години, ако не се лажам, се случи еден огромен пожар на дивата депонија, која што беше на влезот на Тетово, која што беше сместена непосредно до фабриката за производство на леп жито полог, од која што се хранат не само тетовчани, туку и останатите општини. И за жал тој пожар ескалираше до тој степен што представуваше навистина еколошка катастрофа за градот и тогаш државата изнајде средства и можност се исчисти таа депонија, што е добро, но сметам дека не треба да се доведеме повторно во ситуација да ни се заканува една таква катастрофа, па потоа да гаснеме пожар онамо каде што можеме да го превенираме на време. Во Тетово за потребите на целиот регион обслужува јавното комунално претпријатие Тетово, кој што има само една претоварна станица, тоа е на влезот во селото Тревош, претоварна станица која што според мои услови е во голема мера нефункционална затоа што е со многу мал капацитет и голем дел од ѓубрето се одлага повторно се одлага на земја и така да повторно ја загадува земјата, подземните води и така натаму. За оваа состојба вината може да се бара на секаде, но она што е клучно дека најголема вина во овој момент треба да преземат локалните централните власти затоа што имаат ингеренции сега да го решаваат овој проблем на кој што јас како пратеник од Полошкиот регион од Тетово морам да алармирам и да апелирам што е можно побрзо да се започне да се решава. Сметам дека со прифаќање на мојот амандман ќе се заврши решавањето на овој деценијски проблем за Тетово и Тетовско, затоа што, како што кажав, регионалниот проект со Русино за жал е нефункционален, се одвива многу бавно и е проследен со многу проблеми. Инаку за Русино, колку што имам информации, се уште не е завршена визибилити студијата. Ако се лажам, нека ме поправи некој. Начелно се формираше ова предпријатие, се формира и органите на ова предпријатие, но сепак тоа е се уште нефункционално. Уште колку долго треба да чекаме сите ние како жители на Полошкиот регион за да се преземе нешто посериозно, односно да се изгради една депонија која што повторно ќе кажам дека да ги исполнува барем минималните стандарди. Сметам дека не треба да се прави политика од екологијата и од заштитата на животната средина. Не треба да се има само декларативни заложби кои што ќе останат запишани на парче хартија. Треба да се придржуваме кон националната стратегија на која што се обврзавме дека ќе ја почитуваме и дека ќе постапуваме по неа. Таа е многу јасна, има дадени рокови и сметам дека многу доцниме во реализација на проектите кои што се влезени во националната стратегија и дека за жал тоа доцнење ќе резултира и со зголемување на проблемите од аспект на заштита на животна средина и дека треба што е можно побрзо да се пристапи кон решавање на овие проблеми. На крајот само да ве информирам дека општина Тетово не го транспортира ѓубрето во регионалната депонија во Русино. Општина Тетово го транспортира ѓубрето во Дрисла и за тоа троши околу 1,5 милиони евра годишно. Долгот на јавното комунално претпријатие Тетово е огромен. Не можам да се сложам во целост дека е менаџментот крив, затоа што верувајте дека и самата неможност да се изнајде решение за овој проблем дополнително го претоварува и јавното комунално претпријатие, а со тоа и градот и на крајот сите ние како даношни обврзници, потоа од нашиот джеп даваме дополнителни пари за да подмируваме долгови на тие јавни претпријатија. На јавното комунално претпријатие во Тетово му треба помош, неопходна му е помош. Вработените се повеќе од 7 месеци без социјален надомест. Ако нешто не е решено во меѓувреме, се извинувам, но сметам дека овие луѓе кои што беа браникот на она што се вика наша хигиена, односно еколошки здрава животна средина,
луѓето кои што нели во најтешките моменти на оваа здравствена епидемија се на улиците 24 часа, да нема здравствено осигурување, навистина е голем проблем затоа што се работи за категории социјално ранливи, во поголем дел категории луѓе на кои што им е неопходно да земаат не само плата, туку и да си ги нели извршуваат своите потреби како што се здравствено осигурување и така натаму и така натаму. Тука во интерес на времето ќе завршам и благодарам.